Политичката дискриминација особено е евидентна пред изборните и после изборните процеси. Именно ќе ги видите извештаите на Народниот правобранител, каде што тој констатира секогаш порасна бројот на представки од политичка дискриминација пред избори и после избори. И додека работе во канцеларијата на Народниот правобранител и сега во Хелсиншкиот комитет за човекови права, за жал морам да констатирам дека овие случаи во најголем дел завршуваат, не во најголем, но да речеме 99% завршуваат негативно по жртвите на оваа дискриминација, која што Народниот правобранител стално милува да ја нарекува дека е најсурова, иако тој во последно време и не се справува баш кога станува збор за случаите на дискриминација, иако има навистина голема надлежност и мандат. Единствено со што се разликува по однос на мандатот на комисијата е тоа што не може да постапува во приватниот сектор. Значи, комисијата тоа го може. Меѓутоа, дејството на неговите одлуки, обврзаноста на институциите на системот да му одговорат на неговите препораки е навистина многу силно. И тој може и како и превентивно дури да делува во одредени сегменти. Она што го кажав и во давајќи изјавата за документарецот, не е констатација само за случаите на политичка дискриминација. Видете, кога станува збор за селективниот пристап на судството, ние се среќаваме со такви резултати во речиси сите случаи. Значи, кога станува збор за јавен функционер од една страна и од друга страна обичен граѓанин, имате два предмета со иста правна работа, речиси ист доказен материјал, во случајот кога е инволвиран висок функционер или друга јавна личност блиска до структурите на власт, обично предметот завршува негативно за граѓанинот. Значи, не станува збор тука само за политичката дискриминација. Ние тоа го забележуваме и во случаите на полициска бруталност и во сите оние други случаи каде што државата треба да одговори зошто дозволила да се случи таа повреда на правата на граѓаните. Јас секогаш кога говорам за независност на институциите, јас секогаш се осврнувам на моментот дека ние во Република Македонија не се соочуваме со неефективност на една институција. Ние се соочуваме со системски проблем. Ние не можеме веќе да зборуваме за независност на било која институција кога знаеме дека постои потполна партизираност на системот. Ние не можеме веќе да зборуваме ниту на поделба на власт, кога имате доминантна улога на извршната власт. Судската власт веќе воопшто не е власт која што може да биде окарактеризирана како релевантен фактор во остварувањето и заштитата на човековите права, од проста причина што секојдневно сме сведоци дека судската власт трпи влијание од извршната власт. Оној момент кој ќе се прекрши принципот на презумпција на невиност, оној момент кога имате спектакуларно апсење, извршната власт, Министерството за внатрешни преку своето Министерство за внатрешни работи праќа јасна порака до судот како треба да се одлучи. Народниот правобранител е независна институција, нели, де јуре. Избран е по претходен договор на партиите на власт. Значи, секаде во светот постои нешто што се нарекува отворен, јавен оглас на луѓе кои што имаат позади себе долга традиција и искуство во работата на човековите права. Значи, тоа оди во една процедура која што е мощна, јавна, транспарентна, во која што целата стручна јавност има можност да учествува. Двајцата народни правобранители до сега што беа избрани по пат на договор помеѓу партиите на власт. Народниот правобранител нема финансиска независност. Зошто финансиската независност е мощна и важна? Знаете како велат во земјите со долга европска традиција? Оној омбудсман кој што не е критикуван од страна на власта е лош омбудсман.
Оној омбудсман кој што е сакан од страна на власта е лош омбудсман. Зошто? Зашто не ја исполнува својата улога. Омбудсманот треба да биде коректор на власта. Комисијата за спречување и заштита на дискриминација беше ја има, речи си, истата позиција како и народниот програмите. Но што се случува? Ние со години чекавме да се донесе закон за спречување и заштита од дискриминација. Знаеме како се донесе, знаеме каков преврат беше направен во текстот на законот, каков беше нацрт законот и каков беше оној кој што стигна во собрание и во кој што недостасува основна сексуална ориентација. Можна е важен, особено ако се има предвид со какви закани и ризици се случува ЛГБТИ заедницата во Република Македонија.